Господин Борозанов, благодарам за трпението. Ве оставивме последен на форумот, но сметам дека имате значајни искуства да споделите со присутните. Слушнавме и од господја Јакимовска дека веќе дел од поголемите компании прават напори за обезбедување на услови кои ќе дадат поддршка на жените на работното место. Какви се искуствата во вашата компанија? Благодарам. Поздрав на сите. Вака, пошто доаѓаме од бизнисот, ќе се обидам да го држам и краток одговоров и прагматичен. Секако има тактички и стратешки аспект на кој што треба да се обрнеме. Нели, во оној делот на тактички мерки, чисто пред тоа да потенцирам. Джонсон Мети е интересен пример. Баш ги проверував некои статистики пред да дојдам тука. Односот на мажи и жени во компанијата внатре во Скопскава фабрика е 55-45. Значи, што дури и мене ми изгледаше малце, ми дојде како изненадување. Меѓу другото, затоа што сме во традиционална машка индустрија. Значи, некаде, ајде во просек по оние други фабрики со кои што соработувам во Европа, односот е 80-20. Значи, сме еден пример за нешто што поинаку функционира и во Македонија и во споредено со другите земји каде што Джонсон Мети оперира. Прашањето е зошто, односно како се постигнува тој модел. Верувајте, ќе се изненадите дека во некои традиционални машки функции како одржување, например, или автоматика, има соодветна застапеност, ајде да кажам, но се обидував да најдам одговор како сме стигнале до тоа. Вистината е дека не било преку некоја квота или намерно поддржување, туку едноставно поставување на правилата за игра и промовирање на мерит систем базиран на резултати. Секако тука има дел од оние тактички мерки, нели, во контекст на она претходно што се зборуваше. Мислам дека бевме една од првите компании во Македонија пред неколку години што промовиравме платено патернити лив, нели, татково породилно отсуство од некаде околу 4 месеци. Има флексибилност во однос на работно време, зависно од кои позиции се, дури и оне што е малце тешко да се оствари во дел на индустријско производство што е врзано со смени, одење во смени или континуиран 24/7 начин на работа. Тоа малце и COVID не научи. Има можност да не е тој режим фиксен, односно да се прилагоди спрема индивидуалните потреби тука, односно секој од супервизорите има соодветна флексибилност тука за да се прилагоди на нормално секоја индивидуална и фамилиарна ситуација. Се разбира, тоа креира некои дополнителни трошоци, кои ја сакам да ги гледам не како трошоци, туку како инвестиција, која после ме гледаме во поголема поврзано со компанијата и подобри резултати. Во онај стратешки дел на промоција, нешто што јас и лично особено сум горд, една акција што имаме веќе 3-та година поврзана, односно така наречена Science and Me, која не е примерно, не ја таргетира примерно женската популација, односно целта на таа акција е да се разбуди интересот генерално за STEM областите уште од најрана возраст, но импактот што го гледам поготово на млади таленти што се од понежниот но порешителниот пол е навистина одличен и некои од овие примери се навистина добри и од Македонија премина во добри практики на целата групација. Тоа ќе продолжиме да го правиме, затоа што верувам неголемата додадена вредност тука доаѓа од
диверзитетот на размислување и диверзитетот на однесување. И тоа е веројатно што тешко е да го измериш колку директно влијае на продуктивност, но на долга стаза дава резултати. Би завршил можеби со една од овие, ајде да речем, инфраструктурата секојаш е потребна, нели? Зборувавме за градинки, зборувавме за образование, така натаму. Треба да има флексибилност од сите засегнати страни, нели, сите стейкхолдери што се тука. Јас лично сум застапник на ефикасност тука, значи како компанија се разбира би сакале да се фокусираме на тие работи каде што сме најефикасни. Тоа значи, нели, производство, хемија и така натаму. Немаме некоја експертиза во менаџирање на градинки или образовни установи. Што сакам да кажем тука е дека секој од чинителите во системот треба да се одигра својата улога, нормално, флексибилно, каде што ќе се посветиме на тоа да има максимален ефект. Благодарам.